Долга е листата на штетни последици по здравјето на пациентите кои имале потешка форма на COVID-19. Дел од нив бараат помош и откако се пуштени како негативни, информираат од Кумановската болница. Проблемите се различни: кардиоваскуларни и мозочни, диабетес, психолошки. На ковид оделите велат има и пациенти кои се негативни, но се уште не можат да ги пуштат дома, бидејќи како резултат на силен воспалителен процес кој ги зафатил белите дробови, развиле фиброзни промени и се зависни од кислород. Лекувањето, велат, трае долго. Сме имали и пациенти кои што развиле акутна бубрежна инсуфициенција, па дури и завршиле на диализа, како резултат на компрометирана циркулација и покачени деградациони продукти во урината, но дел од нив, се вратиле, ја нормализирале состојбата, дел од нив останале со трајно оштетување на истите. Не е мал бројот и на случаите кои што развиле диабет, бидејќи е покажано дека спајк протеинот од коронавирусот ги напаѓа бета клетките на панкреасот и се јавуваат ново откриени случаи на диабет. Кај некој постоел латентен, но кај некој воопшто не постоело такво нешто. И други ендокрини пореметувања во работа на штитната жлезда, широк е диапазонот на пореметувањата кои што може да се јават како пост-ковид компликација. Здравствените лица укажуваат и на психолошките проблеми кои што остануваат. Во акутна фаза и во хронична фаза останува нешто што би го класифицирале како анксиозност, пореметен сон, депресија и слично, така да добар дел имат и потреба од психолошка подкрепа. Некои се жалат, да кажеме, на опаѓање на коса, колку тоа да изгледа беззначајно, меѓутоа кај дел од нив се враќа назад со земање на витамини и слично, меѓутоа кај некои останува и трајно. Мирисот и вкусот кои што меѓу првите симптоми беа не кај сите овие типови, не кај сите пациенти, меѓутоа кај некои подолго време траат тие пореметувања, кај некои се враќаат назад. За да се спречат ваквите компликации, лекарите апелираат пациентите кои прележале ковид, особено оние кои имаат коморбидитети и се во понапредна возраст, задолжително да вршат редовни здравствени контроли.